тоа или се е дел од вашата имагинација? Вие сте првиот македонски идол. Дали е тоа реалност или фантазија? Не можам од тебе да оздравам, сета љубов душом жив, на тебе ја потрошив. Светот мој, минус себе во него, оне што ќе остане, малку е. By my side, right next to me. More soko pije, voda na Vardaro. Звездо моја мила, сама ти си била. I want to break free. I want to break free. Веќе го гледам момчево како некој по кој ќе трчаат девојчиња. А какви планови има тој? Па да победам на македонскиот идол сега, значи, за сега. Супер. Ако не побуваме на американскиот. Христијан или Христо? Со Хрсо. Стварно си Тодоровски? Ме дриблете нешто? Ивана не разговара со машки пред да ја покажат лична карта. Нема шанс. Има! А Карпош кај ти е? Карпош го нема. Јас мислам дека поседувам се што треба за да бидам македонски идол. Христијан Тодоровски. Карпош. Велат дека убаво пееш? Така велат. Кој? Па, сите. Кој? Ма кажи ми бе, тројце кажи. Моите дома. Добро, тие не важат, други. Па, другари, другарки. Океј, најважно е да им се допаѓа на тие што не те познаваат. А тоа ќе ти се случи сега, или ќе им се допадне, или нема да им се допадне. Once I was funky singer, I was playing in the rock and roll band. I never have no problems, yeah. Burning down one night stands, and they were shaking and singing and moving to the groove, and just when it hit me, somebody turned around and shouted, "Play that funky music, white boy. Play that funky music, white. Play that funky music, white boy. Lay down the boogie and play that funky music till you die. Till you die, till you die." Христијан, задоволен си ти од ова што го направи сега? Па, сум. За жал, Христијан, Ќе ти дадам да. Фала. Христијан беше многу добар. Ми се допадна, неверојатно ми се допадна твојата експресија, говор на тело. Да. Кој од оваа просторија нема влакна на јазик? Тони Михајловски. Според мене. Кој од оваа просторија е најкелав? Тони Михајловски. Кој е твојот идол? Од македонската естрада Тони Михајловски дефинитивно. Добар ти е изборот. И јас би играл така. Ќе кажам да, ама ќе го запишам бројов. 935. И тоа во мобилен ќе оклам. Ај беги. Што каже жирито? За тебе прво? За мене? Па добив 3 да, според. И ја фасцинирав каде го замисле. Девојката си ја донесе? Не, девојката е прилеп. Во прилеп? Да. Следниот пат донеси. Не може. Зошто? Ти си тука. Опа, Христијан, ама и ти си бил без влакна на јазикот. Кај тргна? Па ти си знаел и да касаш? Јас мислам дека поседувам се што треба за да бидам македонски идол. И се додворуваше на Ивана, а излезе со друга. Те знае девојката дека вака правиш? We don't need no thought control.
Во ретките моменти кога не се дружеше со чашката, Емил се веселеше со оние малку помлади од него. Ги учеше како треба да пеат, или, подобро кажано, како не треба. Чадера, уау! Ај долеко ќе ме мигнат да пеам, ја ќе снемам глас и сите ќе ми победат. Генерација, бе, дека си, бе, генерација. Ја ве сакам до даска, може и повише ве сакам. Кажете ви, шо сакате ја да ви испеам? Шо пе, шо може пе. ја прво една песна. Ајде. Прошao sam davno svakanje u parku, držanje za ruke, ležanje na travi. Ne prodajem zvezde, ni šarene laže. Ej, gdje mi ledneš сега? Suviše me toga zviznulo po glavi. I zaj, neću da ispanem džukela. Ja ne umem u dvoje da traje. Ja sam ti ljubavna sirotinja. Zimam, ama ništo ne dava mi se susregene. Druga? Добро е, браво, видиш, природно си сопер. Многу сум срекна кога гледам дека има луѓе кои што се уште знаат и вистински без оглед на се да му се радуваат на животот и да им е гајле, ама баш да им е гајле, што другите мислат за тоа. Така е, апсолутно. Тоа е, и од мене имаш едно големо да и за секогаш ќе имаш во моето срце. Кога мислите дека никој не ве гледа, внимавајте, сликани сте. Еве ви доказ. Ова е момчето кој пееше на Ивана. И ти Па ти пееш поубаво кога Ивана не е до тебе. Јас Ме повикува со песна, нели гледаш? месечино зајди А тука си била. Гледај сега. Кој да ти каже, Ивана? Толку ја знам. Ако може некоја друга? Следна лекција. Како е друга? За Ивана има ли песна друга? Немам. Имаме, ја не ги знам. Тек сад видим да те волим, кад су кише почеле, све е тежи корак далje, ноге су ми уморне, а јас сам вјетро у олуи, и око мене валови, и кода ово вриеме смири, kad tu nećeš biti ti, blago onom ko te ima, ko te ljubi, dok ja lutam noćima, blago onom ko te ljubi, neka bude bolji čovjek nego ja. Добро, Ален. доволно. Да не губиме повеќе време. Тончи, Да, Калиопи, Да. Игор, да. Бришка. Сега ќе мораш цела песна за Ивана да ја научиш. Тишина. Спи, мало дете, не плачи. Добрите самовили те чуваат. И да бидеш идол те повикуваат. Ајде, Моча ми се плаче. Ајде. плачи, може ќе ти улести. како не ви е срам. А ми се моча Како не ви е од срам? ночи. Доста е, бе. Не. Да зима балерината, ја дига и вака, бре. Хоп.
Не. Мамо, да ми купуваш нови чорапи. Знаеш ли? Не. Зошто бе да ти купиш? Па овие ми се скршија. Се наоѓаме на твоето работно место, ова е твоето радио. Од каде идејата да направиш радио во кое што ти ќе работиш, ти ќе го водиш, ќе работи жена ти? Идејата е од мојот татко, кој е музичар исто така, по мене, и ја и наследувам од него. Колку време поминуваш пејки во радио? Покрај тоа што си пушташ музика, има ли моменти кога... Па да ти кажам, од кој ќе седнам на столица на наму, дур ми заврши смената, Си пееш? си пеем, да. А ти се случило да запееш во етер? Не. Да, на еден роден ден, не знам која година беше. Знам и татко ми и јас и гостите тука што беа собрани. Имавме така. Роден ден во радио имавте? Внатре го правевме радиото и пеевме сите собрани. Пуштено во живо ветер беше. Значи со пеење поминуваш 24/7. Срцата полни, а утрото звони со љубовен звук. Еден за друг и како празник секој почнуваше ден. Бакнежи преградки, очи насмејани, помниш ли се што имавме? Премногу среќа за да ни потрае. Можеш ли оваа песна уште еднаш да испееш малку потивко? Адреса не знам ни број, каде си ти? А јас сум се уште твој, каде си? Еј, љубов, ме гризе малечка. Доволно е, за мене доволно. Јас ќе кажам да, затоа што не предпоставувам, туку сум убеден дека има нешто во тебе. Да. Благодарам. И од мене едно да. Моето да го заслужи кога ја испеа втор пат првата песна. Енес Шерифи, учиш? Учам. Каде? Учев петта природна гимназија, а сега се запишав во Италија, музичка, 2 години ванредно, па за да можам трета. Каде точно? Виторио Венето, Италија. Виторио Венето. Што е тоа, академија? Не, тоа е град, но и академијата исто. А академијата е во градот Виторио Венето. Супер. Абе ти нема се вратиш. Ќе се вратам. Ќе се врати. Ако бидеш идол, нема ни да одиш. Добро, што ни подготви? Па од ламбе. Ех, кога би можел да го вза... Се извинувам. Ништо, само те рети. Ех, кога би можел да го врацам времето, да... Енес. Енес, што ти е денес? Толку беше искулиран таму. 5 пати покрај тебе поминав додека отидов на пауза. И беше толку искулиран, или така добро глумиш? Не глумам, него да трема. Трема, ама зошто? Ајде, полека, земи, како велиш ти, длабоко воздух. Вака ќе направиме денес. Излези сега и пак да влезеш. Ајде, бргу. Фатете го Василијо за се да нападнете Не, кој она зборуваше за филмот. Вика, се колнам за Македонија. Како да се вика? Никола. Ија се колнам. Никола. Еј, Енес, кај си ти денес? Ајде да ни осмеш нешто. Хей, знаеш ли да е пал снег? Знаеш ли да се улице прекри лепах улице? А ја волио бих да си ту, да се само појавиш бар за нову годину. Си ми направил збунка, не знаеш како. Прво еден совет од мене. Кога ќе одиш во Италија, во музичкото училиште, таму сигурно ќе ти понудат одсек. Ти можеш да бираш што сакаш, но гледај тоа никако не смее да биде соло пеење. Затоа што за пеење треба талент. Ти тој за пеење го немаш. Сакаш да ги направиш твоите среќни, односно оние што ти го плаќаат, тоа одбери било што друго. Биеш продуцент.
Ќе имаш своје студио во Струга. И така, се разбравме? Од мене имаш едно не татковско не. А од мене едно мајчинско не. Не справи што сакаш во животот, не се пријавувај на музички идол, бидејќи тоа ќе ти одземе само време во животот. Ако завршиш продукција, ќе те викнам да ми бидеш менаџер, па ќе соработуваме. И од мене едно пријателско не.